Резултатите на двете лица кои беа тестирани вчера за коронавирусот се негативни, а од утрово е тестирана уште една жена за која се чекаат резултати, велат од Министерството за здравство. Резултатите за двајцата пациенти од вчера се негативни. Негативен е резултатот и кај возачот кој го управувал комбето со кое се превезувала пациентката, кај која е потврден коронавирусот, кој пак и понатаму ќе остане во домашна изолација се до 14-тиот ден кога завршува инкубацијата, а после лекарите ќе одлучат дали повторно ќе се тестира. Негативен е тестот и кај лицето кое се јавило преку Виничкиот здравен дом и се тестирал на Штипското инфективно оделение, а кој избега вчера и замина дома, појасни министерот Филипче. Жената која денеска се јавила пак со симптоми била во регионот на Северна Италија и пристигнала во земјава на 26 овој месец без симптоми. Пристигнал со индивидуален превоз со уште еден член од семејството. Утрово со симптоми се пријавила на инфективна клиника, изолирана е и согласно процедурите, во текот на денот ќе се чекаат резултати. Во карантин се 4 лица и оние 9 кои патуваа со пациентката која е на инфективна клиника и се во добра општа состојба и втор ден немаат температура. Информациите со кои располагаат од конзулатот во Италија е дека нема македонски граѓани кои живеат во северниот регион заболени со коронавирусот и дека некој е во карантин, но не се знае точната бројка на унија кои што доаѓаат од овој регион во земјава. Утрово разговарав со конзулот во Северна Италија. Немаме податоци дека имаме заболени наши во Северна Италија или наши во карантин. Конзулот не информираше дека треба сите што планираат да патуваат од тој регион да го контактираат и тој да најави во земјава. Тука дојдоа неколку комбиња и автобуси, но не може да бидеме сигурни дека сите се најавуваат. Има одредена бројка кои се најавени, но има и некои кои не се најавуваат, но процедурите важат за сите. Министерот упати апел до сите да ги почитуваат советите, доколку немале симптоми, а потоа развиле да се јават на некои од броевите во центрите за јавно здравје, за да не штетат на здравствените установи, а во инфективните оделенија имаат одреден протокол како се пречекуваат. Во однос на оние за кои е одредена изолација, упатуваат апел да не се крева паника, бидејќи тоа е за нивно добро, за доброто на нивните членови на семејството, за сите луѓе во непосредна близина, затоа што така се чува здравјето за сите. За препораката за откажување на јавни собири, од Министерството велат дека апелот важи за сите, особено за оние кои што се собираат голем број граѓани и каде што има или се очекуваат можни присутни гости од странство.